краен момент е кога целата македонска јавност види дека маските паднаа. 2008 година Социјалдемократскиот сојуз за речи си идентичен закон со јавно објавување на имињата на кодочите во службен весник и сите други одредби даде согласност и се бореше наводно заедно со нас за да имаме лустрација во Република Македонија, но сега веќе тие се единствените опоненти на процесот на лустрација. 3 недели чекавме забелешки да имаме на законот, за да може да седнеме, како што впрочем тоа го направи НДП, и да седнеме врз основа на забелешките да го согласиме текстот на законот, како што правевме 2008 година, но видовме дека очигледен е ставот на Социјалдемократскиот сојуз, што беше искажан од господинот Фрчковски, истиот ден кога Уставниот суд го оспори предходниот пат, првиот пат законот, дека законот бил со срчева мана. Значи, Социјалдемократскиот сојуз само да ги измие рацете од тоа дека тие не се противници на процесот на лустрација, го поддржаа процесот, за да потоа некој друг, односно Уставниот суд, каже дека законот не е уставен и тие веднаш се повлекуваат и велат: ние не сакаме ништо надвор од уставот и законот. Ние ги имаме европските искуства пред нас, нели го усогласуваме нашето законодавство со законодавството на Европската унија и треба да ги користиме добрите пракси. Добрите пракси ги имаме во Германија и во другите земји од Централна и Источна Европа, каде што јасно е кажано како се разграничува јавната сфера од приватната сфера, за да може да докажеме аргументирано на Уставниот суд дека ние сме во право и дека процесот на лустрација треба да продолжи. А зошто само во македонскиот блок се случуваат вакви расправи, а не во албанскиот блок, тоа треба одговор да даде Социјалдемократскиот сојуз или пак граѓаните на Република Македонија да се го постават единственото прашање: зошто само политичката партија, која што е наследник на Сојузот на комунистите, на комунистичката партија, зошто само тие се противат кога тие беа како правен наследник партијата која што спроведуваше терор, која што ги правеше тие злосторства на илјадници граѓани во Република Македонија само заради тоа што различно размислување. Значи, јас мислам дека уште повеќе има тоа врска, повторно ќе кажам, Социјалдемократскиот сојуз да смогне демократски капацитет и да учествува во оваа расправа аргументирано, заеднички, да донесеме закон за лустрација согласно европските стандарди и овде во Република Македонија и конечно да завршиме со процесот на транзиција во Република Македонија. Вашата одлука е законот влезе во собраниска процедура и доколку и опозицијата, односно Социјалдемократскиот сојуз, не ја даде поддршката, вие ќе ги донесете измените на законот. Ова ќе биде прв пат да се прави измена на закон без да имате усогласени ставови. Очекувате ли потоа дека целата битка ќе се префрли во комисијата, бидејќи евидентно е дека во изминатиот период се до одлуката на Уставниот суд имаше конфронтирачки ставови и таму меѓу членовите кои инаку се делегирани или се на избор од парламентарните партии? Не само конфронтирачки ставови во комисијата, видовте дека конфронтирањето се префрли во парламентот, дури имаше млади колеги кои што се конфронтира со мене и со колегите од ВМРО ДПМН дека се прави политички линч без да имат увид во досијата. И токму одовде и потекна идејата да го вратиме кредибилитетот на комисијата преку тоа што ќе го отвориме процесот пред целокупната македонска јавност и сите кои што се внатре во комисијата ќе видат. Ќе видат. Стојат работите, нема да одат работите во таа насока. Јас мислам дека тие што се членови од било која политичка партија внатре во комисијата за лустрација, мислам дека ќе им биде срам пред македонската јавност за сите членови на комисијата кои ќе ги имаат на увид досијата и документите врз основа на кои што некој се прогласува за кодош и кога тоа ќе биде ставено на увид на целокупната македонска јавност, само тие да излезат и да кажат, пример, представникот од Социјалдемократскиот сојуз, да каже не е во ред постапката, политички некој се мести, а сите граѓани на Република Македонија и на целокупната светска јавност може да видат од документите кои што ќе се ставени дали се во ред или не. Јас мислам дека тоа е единствениот механизам, транспарентноста да биде таа која што ќе го затвори прашањето и ќе ги затвори сите прашалници околу тоа дали се прават политички линчови на опозицијата или на било кој друг.
Господја Данева, ќе функционира ли после ова комисијата ако излезете со неусогласени ставови и дали целата таа конфронтација потоа ќе се пренесе таму и ќе успори работата? За жал комисијата за лустрација ниту досега функционираше, ниту видно ќе функционира. Се согласувам со господја Бунева дека таа нема никаков кредибилитет. И не само тоа, јас би додала дека нема ни легалитет ни легитимитет со оглед на фактот дека GF е нелегитимен и нелегален председател на таа комисија. Од тука апсолутно не веруваме дека со новото законско решение донесено од страна на ВМРО, ДПМН и ДУИ, дека ќе се здобие со кредибилитет кој сега го нема. Напротив, за нас процесот на лустрација кој ќе се заснова на неуставен закон, на боксови издействуван без консензус, ќе биде целосно нелегитимен. И сосем акус одговор за крај. Многу често тема на во собраниските дебати е како се трошат парите на граѓаните, каде одат буџетските средства и тоа е сосема легитимно да се знае. За оваа комисија инаку од буџетот се издвоени 19 милиони денари. А оваа комисија е избрана со предлози од парламентарните партии, заеднички го утврдивте мандатот од 10 години. Сметате ли дека комисијата, ако е во ваква позиција, тогаш вреди да се даваат пари за нешто што нема да функционира? Не сметам дека треба да се даваат пари за нешто што не функционирало и досега, уште повеќе ако видно не функционира, но за тоа ќе треба да размисли власта како ќе ги уреди прашањата. Ова прашање значило распуштање на комисијата според вас, доколку не функционира? Бидејќи ние нема да влеземе во процесот на носење на ваков неуставен закон и уште еднаш повторувам, ако е тој така донесен, тој за нас ќе биде нелегитимен. Нас понатака веќе апсолутно не интересира како ќе продолжи оваа иста нелегитимна, а тогаш ќе биде и нелегална, се извинувам, во моментов е нелегална бидејќи GF е спротивно на законот председател со истечен мандат, а тогаш веќе ќе биде и нелегитимна комисија. Како таа ќе функционира, колку власта ќе ја финансира и на кој начин апсолутно нема да не интересира. Значи, очигледно е дека Социјалдемократскиот сојуз не сака воопшто да работи комисијата, односно не сака да има лустрација. Знаете дека Уставниот суд го укина член 2 со кој што нема ниту почетна дата од кога почнува лустрацијата, ниту завршна дата, што значи тие се парализирани. Уставниот суд буквално го уништи законот за лустрација, а Социјалдемократскиот сојуз со тоа што не сакаат да учествуваат во процесот, сакаат да го парализираат процесот на лустрација и сакаат и понатаму да зборуваат дека е нелегитимна комисијата. Председателот многу лесно се менува, тие не сакаат да учествуваат во промената на председателот и да го изберат председателот од ДП-а. Значи, смислена стратегија на Социјалдемократскиот сојуз имаме уште од пред почетокот на промени на законот, само и само да се стопира лустрацијата и да се покаже дека овој процес е нелегален, нелегитимен. Јас ви благодарам што вечерва бевте соговорници и гости во вестите на македонската телевизија. Овие две иницијативи ќе влезени се во собраниска процедура согласно деловничките правила, ќе бидат тема на дебата. Верувам дека во таа дискусија ќе се разјаснат уште многу други работи, ќе видиме во која насока ќе тече